Денеска ќе посакам добро утро на еден наш сограѓанин. Верувам дека се сеќавате на Дарко Тодоровски. Полно пати беше и наш гостин. Зошто и како? Затоа што секогаш организираше некој убаво изненадување на убава музика во Центарот за култура. Повеќе концерти зад себе, но сега што е актуелно кај него? Дарко Тодоровски дипломира на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Кирил и Методи, одсек соло пеење со највисоки почести cum laude. После едногодишно работење во опера и балет и како професор по соло пеење и пијано во музичкото училиште Студио Серафимовски во Куманово, Дарко замина за Русија. Студент на Музичка академија Гнесин во Москва. Дарко, добро утро. Вака едно најавување за гостинот, дали беше се во ред? Добро утро. Први, благодарам на поканата и благодарам за оваа убава најава. И добро утро на моите сограѓани и на сите слушатели на Радио Браво. Дарко сега се наоѓа во Москва, студент на Музичката академија Гнесин. Како стаса дотаму? Патот до моите студии во Москва беше многу спонтан. Првин отидов на надпревар по руска романса, кој што низ неколку етапи, првин во Македонија, потоа во вториот круг во Софија во Бугарија и влегов во финалето во Москва, каде што пеевме во колонијалната сала во Москва, една од поубавите сали, и некако многу спонтано се случи тој момент да јас да ме привлече сетата руска убавина и руската магија, да јас засекам и аплицирам да се ја пробам својата среќа за студии во Москва, каде што и таму го препознав мојот талент и ми едноставно ми понудија, ми дадоа можност да студирам јас таму. Се решив за тоа, аплицирав и по една година јас отидов на студии во Москва. Која е таа Музичка академија Гнесин за сите оние кои што не знаат? Јас сум многу среќен, навистина и благодарен за тоа што студирам на една од најреномираните музички академии во Москва, која што е на ист ранг со Кралската академија во Лондон. Знам дека сега си таму и асистент, па нешто повели, како стаса така на брзина, многу работи под мишка да земеш? Да, можам да се пофалам и со тоа како странец, ќе кажам, странец, зашто сепак јас и покрај тоа што сум веќе втора година таму и го зборувам рускиот јазик скоро па и како мајчин јазик. Навистина се трудам затоа што знам дека јас знам својата цел зошто сум отиден таму. И мислам дека, не, тоа се види дека професорите го видоа тој талент во мене и многу спонтано, неофицијално, нели, не можам да кажам дека тоа е официализирано на факултетот дека сум како асистент, но јас работам заедно со својот професор по сценски движења и актерска игра. Ја држам неговата настава по току што реков сценски движења. За квалитетот, за талентот говори сигурно и највисоките почести што ги имаше на Кирил и Методи во Скопје, cum laude. Да. Дипломирав со cum laude на Музичката академија, како што рековте вие, со највисоки почести. Тоа не е нешто за кое не всушност, вака ќе кажам, тоа е нешто кое што нели секогаш треба да се потсетиме и да го напоменеме тоа. И да се почитува. И да се благодарам, да. Затоа што сепак некаде на некому тоа значи. Така е. Ајде сега да слушнеме за Москва, да слушнеме за твоите концерти таму. Каде настапуваш, каква е публиката, по што се разликува од кај нас во Македонија? Првин ќе кажам по енергијата, таа царска Русија која што и до ден денеска се чувствува низ московските улици е нешто тоа што ти ја дава целата инспирација за одење напред, за работа и некако тоа е тоа што те движи напред и што ти дава уште повеќе сила и целата таа убавина, руската идила, каде што нели сите ние знаеме и гледаме по филмови. Јас еднаш во едно интервју имаше еден овој наслов, го живеам рускиот сон. Јас можам да се пофалам, да кажам дека сум навистина среќен што јас го живеам рускиот сон и би посакал, само би можел да посакам на
на сите да го почувствуваат тоа. За моите ангажмани би издвоил неколку. Многу сум благодарен пред се што бројот се зголемува на моите ангажмани, на моите концерти и настапи во Москва. Едни од најглавните што ќе ги издвојам се започнувајќи со мојот прв солистички концерт во Москва, кој се случи веќе минатата година, нели, 2017 година на 24 мај во домот на руската романса, организиран од страна на Галина Преображенска, која што на некој начин е главното лице кога станува збор за руската романса во Русија и во Москва. Таа ги организира сите случувања поврзани со тој жанр на музика кој што е многу почитуван во Русија, затоа што е национално богатство. Следниот настап беше летово во Италија, каде што дебитирав во улогата на Родомонте во представата Орландо. Тоа се случи по пат на онлайн аудиција, аплицирав во Филаделфиската опера и балет, кои што прават интернационални проекти, и влегов како надворешен соработник на Филаделфиската опера и балет. Настапувавме во Италија, имавме 3 представи во градот Чита де ла Пиеве, што е едно помало градче, но преполно со историја пред се и со италијанска топлина, можам да кажам. Потоа, кога се вратив во Македонија од Италија, јас веднаш заминав во Москва, каде што почнав со полна пареа и со сите сили да се спремам за моето деби во Москва. Бев поканет да пеам на фестивалот Зимски пат, или на руски во оригиналот тоа Зимњи пут. Настап дебитирав во улогата Енрико од операта на Доницети Калакольчик на руски или Кампанело, Звончиња, преводот на македонски. Тоа не застанува тука, во април, поточно на 14 април имаме реприза на истата представа и истата представа продолжува, ќе биде, мислам дека ќе се работи на тоа да биде изведена во неколку градови во Русија, да не останеме само на Москва, иако нели пазарот во Москва е најголемиот пазар во Русија. Имаш и едногодишно искуство во македонската опера и балет. Знаеш со какви простори ние располагаме, со какви сали, со какви сценски изведби. Можно за сценски изведби. Во споредба со онаму каде што настапуваш во Русија. Убаво да се слушне. Вака, малку е неблагодарно за споредба, затоа што првин, кога ќе слушнеме дека во Москва живеат 24 милиони, а ние во Македонија сме 2 милиони, тука споредбата е неблагодарно да се направи, затоа што секако... Ама убаво е да се слушне. Секако, апсолутно. Како е таму? Можам да споредам, ајде ќе направам ваква споредба. Кои концертни сали имаш настапуван? Кремљовскиот дворец во Кремљ, каде што е еден од најважните мои настапи. Настапив претходната година на 28 јануари на денот на националниот денот на руската романса во Русија. Настапив со еминентни имиња на руската сцена. Пеев дует со Ирина Крутова. Тоа беше многу интересна изведба. Јас пеев руски дует, руска романса Љубов, оружје, подстать, а Ирина Крутова пееше Со маки сум се родила, македонска песна. И одлично. Да, тоа некако привлече внимание на слушателите, затоа што не секојдневно да се слушне како русинка пее македонска песна на македонски јазик и обратно македонец руска песна на секако на руски јазик. Тоа беше прекрасно искуство кое што јас секогаш со насмевка на лицето се сеќавам и го помнам. За салата не би можел да не знам како можам да ја опишам, да направам споредба. Сепак ние имаме пристојна сала во македонска опера и балет, но салата во Русија е неспоредлива. Мислам дека од прилика 6.000 седишта. Не сум точно сигурен за седиштата, ама тоа што јас можев да го видам од рефлекторите од сцена е дека е огромна сала.
Дали тоа е сала каде што настапуваат и познатите звезди, како Апсолутно, што веќе да. ги знаеме, да? Тоа е најголемата и напознатата сала во Москва, дипломатички зал на руски или во преводот на македонски би бил неверојатно македонска дипломатска сала, каде што настапуваат најпознатите звезди од целиот свет кога доаѓаат да гостуваат во Москва, гостуваат во таа сала, затоа што се наоѓа во дворецот на Кремљ, дворецот на Црвениот плаштад, кој што на нас ни е многу познат, каде што се наоѓаат сите национални руски богатства и богатствата од нивната историја, богатствата во права смисла на зборот на Екатерина II и на Елизабета кралицата. Така да тоа е процес кој што не процес, тоа е место каде што не може туку така било кој да влезе и да се организира концерт, сепак тоа представува една огромна чест за мене. И јас цело време сакав тоа да го извлечем од тебе. Не може секој да настапува таму. Дарко, што уште ќе споделиме вака со нашите слушатели? Уште некој интересен настап, уште некој интересен концерт за сето она што го доживуваш таму? Да, јас можам да ги најавам моите следни представи, каде што ќе вака ние на факултетот, првин да појаснам, при факултетот Гнесин имаме свој театар, за разлика од тука малце поинаку функционираат работите, имаме свој театар кој што па можам да кажам дека ние покрај студиите одиме на работа во тој театар, затоа што спремаме улоги за да дебитираме, работиме со диригент, работиме со музички соработник, пијано придружник, со режисер и се спремам за следните настапи да дебитирам во улогата на Шонард во Боеми, потоа во улогата на Барон во Травијата и последната за која што најмногу се спремаме е улогата на Грофот во Свадбата на Фигаро од Моцарт. Тоа е една улога која што бара многу посветеност, бара толкување на ликот, бара првин читање на историја и запознавање на како тоа живееле грофовите во класицизмот и односот на грофовите со останатите членови од кралството. И сега како и на секој крај, какви се твоите идни планови? Значи да дознаеме, што планираш? Дали остануваш во Русија? Дали таму ти понудија во Москва некое интересно место? Иако знаеме дека сега работиш како асистент на факултетот, нели? Да, вака. Првин тоа што сигурно го знам дека во следните 2 години ја останувам во Москва поради студиите, затоа што нели морам да ги завршам своите магистерски студии. А потоа секако јас нема да застанам, нели? Ќе продолжам да чекорам понатака и да работам над себе и над својот талент и над својот глас, над својата вокална техника и се надевам дека ќе остана во Москва или дека ќе продолжам. Иако мојата желба е да патувам и да настапувам на секаде низ светот, но и да остана во Москва не би рекол не. Каква е публиката таму? Публиката првин сите концерти се застапени, се посетени до последното седиште, можам да кажам, не напоменав за дека сум навистина воодушевен од тоа дека мојот прв солистички концерт, кој што нели јас сепак како Дарко Тодоровски се уште не сум некој голем бренд, да наречам тоа така, дека не сум уште многу големо име во Москва, ама покрај предходните помали настапи и гостувања, низа на настапи и гостувања, додовме со организаторот до тој момент да организираме солички концерт и се прашував колку тој концерт ќе биде застапен, а кога дојде дента 5 минути пред концертот, кога јас погледнав од зад кулисите преку завесата да ја видам застапеноста, посетеноста, јас бев воодушевен затоа што се беше полно. Така да ако тргнеме од тоа, еден млад човек кој што нели
туку што почнува и гради кариера во Москва, кај што не го знаат, кој што е странец, кој што го зборува рускиот како странски јазик, колку тие тоа го почитуваат, можеме да замислиме што станува кога се работи за нивните почитувани уметници. И Дарко, до кога сме во Куманово? Уште 10 дена, останувам во Куманово, да. Поминаа празниците, се одморив убаво. Така. Ти посакувам многу успех понатаму во Москва, во Гнесин. Благодарам. Ти благодарам за одвоеното време што ни беше гостин во Радио Браво и кога ќе доаѓаш повторно во Куманово да не посетиш. Благодарам вам уште еднаш за поканата. Јас секој се чувствувам пријатно и удобно кога сум кај вас на гости токму во Радио Браво. Уште еднаш можам да им посакам на слушателите убав ден и се надвам дека ќе се гледаме само за убави работи. Благодарам.